колегата Вања Вардјан, уредник во Радио Телевизија Словенија. Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро. Како што споменав, протести против Јанша се бара оставка, се бараат нови парламентарни избори. Ајде малку повеќе за ова. Каква е состојбата во Љубљана и во секако ќе ја пошироко во Словенија? Па состојба е денеска мирна, али секој петок има протести углавном во Љубљана и у некои други градови од Словенија, али тие протести се помали. Главниот проблем е што премиерот Јанша ја води политика слична на Орбан или на Трамп. Значи не се занимава само со политика, али како Трамп цело време по 20-30 пати на ден пишува твитови кои углавном се усмерени против цивилно друштво и например пред протести во Љубљана во петок тој напиша на Твитер дека сите кои ќе идат на протести нека идат во Венецуела. Протести се само, како да кажем, еден дел на притисок на Јанша да се иде на предвремени избори во Словенија. Оти коалиција на Јанша во собрание кој има 90 членова, има формално 38 членова, значи е малцинска влада, али има потпора уште на 3 пратеници на партија на пензионери и три пратеници од партија Националистичка партија и уште ако треба 2 пратеници на малцинства кои углавном не би требало да се дават потпора на една или на друга страна. Али кога доваѓа, например, до многу важни одлуки, како во петок што беше дали треба председател на собрание да се менува, а председател на собрание не е више во владајуча коалиција, гласање беше 45 гласови, значи пола-пола, и проблем во Словенија е да ни опозиција, а ни влада више нема, како да кажам, веćина. Значи, малцинска влада имаме, али како она успева некако да владае. И проблем е што Словенија на 1 јули ќе почне да председава на Европска унија и за тоа цело време Јанша и негова коалиција викат сега не се прават превремени избори. Јас мислам да така и ќе остане у Словенија, значи до крај на годината ќе имаме протести во Словенија, али веројатно тек во почеток на следната година ќе има предвремени избори. Тоа нема да биде нешто големо, оти редовни избори треба да има, значи во мај или јуни следната година. Она што е голем проблем, она што го бараат демонстрантите, велат дека е ослободување од притисокот врз медиумите и притисокот врз правосудството. Колега, како новинар кој долги години работи во Словенија, а одреден период беше известувач од Македонија и Албанија, каков е впечатокот? Колкав е всушност притисокот на Јанша врз медиумите? Може ли тоа да се почувства и како се борите против тоа? Огромен е притисок врз медиумите, значи МИА, како што е кај вас прес агенција која е државна, али е неутрална и професионална, владата на Јанша веќе 4 месеци не ја финансира. Слично е и со нашата јавна радиотелевизија, јас работам на јавна радиотелевизија, значи како МРТ кај вас, исто цело време притисоци. Сега баш денеска ќе имаме програмски совет на кој сакаат да ја сменат наша уредничка на информативна, одговорна уредничка на информативна програма. Се уште не знам како да ви кажам, мислам дека тоа нема да успее, али што е многу важно, голема солидарност на новинари постои кај нас.
Znači, i nije od javna radio televizija, i od delo, i od vsi te pečateni medijumi, na neki način imame podpora, ja pravim na Slovenska pres agencija, ali i obratno je i drugi novini i medijumi ni davat podpora na radio televizija. Mnogo interesantna работа се случи пре месец дена, затоа што владата не ја финансира Словенска прес агенција, тие што работат таму немаат плата. И Друштво на новинарите на Словенија направи некоја донаторска акција и значи и новинари и многу народ од Словенија имаат донирано по 5 евра преку СМС, така да имаше собрано преку 140.000 евра, така да за сега Словенечка прес агенција, која пак треба да повторувам, званично е под владата, се финансира сега со донации. Правосудството и медиумите се клучни сектори во Европската унија, барем кога се однесува нивните барања од нас кои не сме членки. Како реагираше Брисел? Како реагира Брисел на сето ова, знаејќи дека веќе сте дел од унијата? Зошто се дозволува притисокот и врз медиумите и врз правосудството? Па како реагира Брисел во Унгарија или во Полска веќе многу години? Никако, така ли е? Само некои забелешки и што може заправо систем на функционирање на Европска унија е таков дека освен некои закани дека нема да се финансира некои проекти, други притисок не може да се врши, а плюс тоа сега Јанша ќе води Европска унија, председателство ќе има и негова главна агенда ќе биде да се финансирање не поврзува со правна држава. Така да тука нема нешто големо, јас мислам да и вие понекогаш се чувствувате тако уште полошо него ние во Словенија, значи испорачувате резултати, а на крај малце се добива, али јас едно мислам дека будучност на Македонија е во Европска унија и да Европска унија ни донесе у Словенија само позитивни ствари. Сега, јас мислам и ова влада на Јанша, која е заправо малцинска, ќе трае можеби уште пола година и ќе дојде до смена на власт, па ќе се вратиме во нормална состојба. Јас ви се извинувам, оти морам да завршам, имам работа, така да се надевам дека ви објаснив некои работи за состојба кај нас. Вања Варјан, колега од Радио Телевизија Словенија, благодарам за ова јавување во утрински брифинг. Благодарам и на вас и голем поздрав.